Во овој издание. По пауза од 18 години Илинден се обележува и во манастирот Свети Прохор Пчински. Какви се пораките од македонскиот претседател Пендаровски во време на нови предизвици? Интервју. Експертот Ричард Кремер за Гласот на Америка. Негодувањата за францускиот предлог се поради зголемените емоции во моментов, но на долг рок сите граѓани на Северна Македонија ќе го ценат членството во Европската Унија. Исправка на неправда од 1920-тите. Како семејството Брус си го поврати имотот покрај океан, што им бил одземен. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. Под мотото Илинден, нашата сила за еднината, на Мечкин камен во Крушево беше одбележан 2 август, денот на Републиката. Во Прохор Пчински беше претседателот Пендаровски. Владимир Мирчевски со деталите. По 18 годишна пауза, државно-црковна делегација предводена од шефот на државата на Илинден го посети Прохор Пчински, каде на 2 август 1944 се одржа првото заседание на АСНО. Манастирот е место кое со децении беше проблематично за спроведување официјални посети поради нарушените односи меѓу црквите на двете земји. Тоа од годинава се смета за надминато прашање откако СПЦ ја прифати автокефалноста на МПЦ. Денеска во параклисот на манастирот е поставена нова спомен плоча со оригиналниот текст. Јас се надам дека ова е почеток на една добра традиција во која 2 август, во нашиот втор Илинден, ќе го прославуваме тука и од тука натаму се разбира дека, како велат старите со сите нишани, ќе доаѓаме да оддадеме почит на оние кои ја формирале македонската држава во 1944 година. Пред посетата на Прохор Пчински, шефот на државата во Скопје го имаше официјалното обраќање за 2 август. Во говорот Пендаровски повтори дека Обединета Европа е патот напред за Северна Македонија, но без, како што рече, цензура на минатото. Свесен сум дека кај дел од граѓаните постои стравување, дека на тој пат кон Европа ќе биде цензурирано нашето историско паметење, дека ќе ги затвориме ушите за да не ги чуеме сведоштвата на нашите последни живи борци, на генерацијата која на своја кожа ја искуси окупацијата во периодот 41-44, спроведувана од профашистичката влада во Софија. Но кога би престанале да ја зборуваме историската вистина, ние би станале соучесници во креирањето на една нова историска неправда. Денеска шефот на државата постхумно ги одликуваше Крсте Црвенковски, Невена Георгиева, Дуња и Трајанка Аврамовска, како и уште се думи на преживеани учесници во НОБ. А експертот Ричард Кремер од Алијансата САД Европа во Вашингтон се осврнува на тоа што е следно по почетокот на пристапните преговори на Северна Македонија и Албанија со Европската Унија и каква е пораката. Не може да се прецизира што е следно и колку би траеле преговорите. Вака анализира Ричард Кремер, добар познавач на случувањата на Западниот Балкан од организацијата САД Европа во Вашингтон. Го поздрави политичкиот чекор напред дека по 17 години од добивањето на кандидатски статус, Северна Македонија ги почна пристапните преговори со ЕУ. Изрази задоволство што и Албанија е во пакет со Македонија. What is next? That's the $64,000 question, as we like to Што е say. следно? Тоа е прашање од $64,000. Ова требаше да се случи многу порано, уште во ноември 2019-та. Северна Македонија и Албанија одамна имаат стремеж кон ЕУ и двете земји се ориентирани кон западните демократии, а не кон авторитарните режими. Не гледа проблеми да се организира каков било референдум за важно прашање, но потенцира дека Северна Македонија има демократски избрана влада во чија платформа е нагласен почетокот на преговорите со Европската Унија. There was a big compromise. Bulgaria had to compromise a bit. North Macedonia had to compromise a bit. Имаше компромиси. Бугарија мораше да направи отстапки, Северна Македонија исто така. Така се постигнува напредок. Не се сите стрекни секогаш при компромис, но тоа е суштината на преговорите. Негодувањата за прифаќањето на францускиот предлог се поради зголемени емоции во моментов, но на долг рок мислам дека сите граѓани на Северна Македонија ќе го ценат членството во ЕУ и во НАТО, што е природна траекторија каде се движи земјата во моментов. Дали е можно до 2030-та, како што некои аналитичари предвидуваат, Северна Македонија и Албанија да станат дел од европското семејство? It is achievable. There are a lot of generalizations and some very real concerns about, say, the level of corruption in a country like Albania.
Остварливо е. Има генерализирање дека постои загриженост за нивото на корупција во Албанија. Еди Рама покажа дека, иако не може да се сузбие целосно, но има напредок на тоа поле. Истото се случува и во Северна Македонија. Владење на правото, одговорна и транспарентна влада, организирање фер и слободни избори би биле посакувани компоненти од една демократска земја. Тоа би било инспиративно и за другите аспиранти кон ЕУ во регионот. Според него, регионот е ранлив на ширењето на руската пропаганда само доколку граѓаните веруваат во разните дезинформации, предупредува Кремер. And what we've seen in Bulgaria, what we've seen in Bosnia and elsewhere is that a lot of this messaging isn't convincing folks in the Western Balkans. Тоа што го гледаме во Бугарија, Босна и насекаде на Западниот Балкан, ваквите руски дезинформации и лажни вести не поминуваат меѓу жителите на Балканот, со исклучок на Србија, каде владее постојана јавна поддршка на Русија и покрај бруталната и неиспровоцирана војна против украинскиот народ. Се додека САД продолжуваат да им помагаат на земјите од Западниот Балкан да станат консолидирани демократии на слободниот и отворен пазар, ќе помогне полесно да се интегрираат во Европската унија. Индиректна корист наместо директно наметнување би требало да биде ангажманот на САД од било која администрација во Вашингтон кон Балканот, додава Кремер. А за крај на News Flash една интересна сторија за наследниците на афроамериканско семејство кои што го добија назад имотот покрај крајбрежје што им бил одземен од локалните власти пред речиси 1 век. Исправка на неправда од 1920-тите. Семејството Брус си го поврати имотот покрај океан, што им бил одземен на Чарлс и Вила Брус пред 1 век. Имотот бил одземен од доминантно белиот град Менхетан Бич за да се користи како јавен парк, преку процес на експроприација, при кој приватен имот може да се одземе за јавна употреба, по цена за која ќе се договорат купувачот и продавачот. Семејството Брус добило $14,500 за имотот кој според нив вредел повеќе на времето, а денес чини милиони долари. Овој беше еден од многуте случаи кога заедниците го користеле законот за да крадат имот, вели потомок на семејството, додавајќи дека и други се мобилизираат со слични приказни. Тие разбираат дека е потребно многу храброст и многу напорна работа. Мора да се биде упорен и да се протестира. Протести и помош од округот Лос Анџелес, што го стегнал имотот во 1995 година, направиле разлика во овој случај, како и помошта од адвокатот кој ги надминал правните пречки, откако округот се согласил да ја врати земјата. Прво, помислив дека ова е одлично, но потоа сватив дека ќе има многу луѓе што нема да сакаат овој имот да се врати. Некои стравуваат за можна правна одговорност на Менхетан Бич. Неуспешниот судски случај тврди дека експроприацијата била совршено легална. Судијата не се согласил откако адвокатот покажал историски доказ дека Чарлс и Вила Брус биле таргет на непријателски бели официјални лица. Сојузниот сенатор на Калифорнија спонзорирал легислатива да им помогне на наследниците на Брус да го вратат имотот. Тој вели дека законски трикови често биле користени против црните семејства, дури и кога расната дискриминација била нелегална. Црните лица и натаму беа негирани преку рестриктивни договори да се спречат да имаат имот во оваа држава. Не само што им се крадел имотот, туку воопшто не им се дозволувал. Многу други семејства бараат компензација, вели локална активистка. Вратете ја украдената земја. Имам речиси 400 случаи и сигурна сум дека има уште многу. Адвокатот на семејството вели дека кражбата на имот афектирала многу генерации. Способноста да се направи богатство преку стекнување имот и трансфер на тоа богатство на вашите деца и внуци. Така се создава и одржува богатството во оваа држава. Округот Лос Анџелес има спасувачка служба на имотот на Брус покрај крајбрежјето. Округот ќе го изнајмува во наредните 2 години, со опција да го купи за околу $20 милиони потоа. Засегнатите страни го нарекуваат договорот историски. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледаме утре.